Emisja za humor. I satira. Dragi slušatelji, vo starite nenarodni vremenja, koga vo svetot nemalo demokratija nikolku što ima ovde, kaj nas, na onije što imale kësmet da bidat izbrani za narodni tribuni, to jest pratenici, im bilo najstrogo zabraneto da se zanimavaat so se što je drugo, osven so funkcijata što je dobile od demosot, odnosno od narodot. Što je ušte považno, za vreme trajenja to na nivniot mandat na narodните pratenici im bil zamrznat celiot imot, za da ne dojdat vo iskušenje da go zloupotrebat svojeto povlasteno mesto, pa da se zbogatat se razbira na smetka na narodot što gi postavil na ta funkcija. Zvuči prosto neverojatno, no site tije narodni predstavnici na početokot na svojot mandat bile javno mereni kolku se teški i ne daj Bože na krajot na mandatot da imale nekoje kilo poveće. A bre vednaš im je izvadele masta, zašto zgolemenata kilaža dokažuvala deka tije se zgojile na smetka na narodot koji gi izbral da go vodat napred, napred, napred i samo napred, kon vetenata mu poubava idnina. No, toa, dragi slušatelji, bile varvarski vremenja, a starite narodi bile mnogo zaostanati i normalno zato izumrele. Slušajte vamu primitivci, duri od dženem sum došol ovde v ovoj naš biser balkanski da vi kažam deka nije Makedoncite so krv ćeja branime naša vam mila tatkovina. Bravo! Bravo! Taka treba! Daj da ti je stisam rakata junačka. Daj. Nije! Makedonski te patrioti! Nema veće nikogaš da dozvoli me da se povtori naša ta krvava istorija. Taka li je, braća? Tako je! Nasite on je koji kon nas vodat krvava politika, će im odgovori me so makedonska krvava svadba! Ne bre, će im odgovori me so makedonska rešenost da umreme za ona što je naše. Život odgodavame, solun negodavame! Dosta našite ženi so vekovi stenkat. Ženi, slušate? Dosta stenkate! Sveto to ime Makedonija je zapišano so solzi, pot i makedonski krvopis. Ua, krvtanivna! Karpoševa zloba
тече в нашите жили за сите наши восстания, што се задушени во крв. Браво! Ова ти беше крваво! Крваво! Затоа, браќа, да се обединиме сите како еден и да се бориме со душманите ни до последна капка крв. Крвта не е вода! Така ли е, народе? Ој народ, веќе никогаш никому нема да му плаќа данок во крв. Долу крвопиите! Долу! Ако дојдат овде, има крваво да си поминат. Море крв да се... Ете, затоа дојдов, браќа македонци, дури од дженем. Ако треба, готов сум да ја пролеам мојата негатив за Македонија. Браво! О, Леле, а како само небо да ве испратило кај нас, господине? Зошто? Па рековте дека имате негатив. Да, негатив. Брзо ве молам. Едно дете со негатив умира. Ја, од што? Соброѓајка го сгазил некој слон. Има изгубено многу крв. Кој? Слонот? Не, детето. Многу ми е жал, сестро, ама јас не сум доктор. Но не ме разбравте. На детето му треба крв. Крв? Да. Негатив. Многу е дефицитарна. А на нашата клиника немаме ни капка. Штета. И? Па ова, мислам, вие да дадете. Што? Ти улава си, јас да дадам крв. Само едно шише, бе, господине. Едно шише, ама ти на вистина си ненормална. Јас да видам една капка на самото место ќе се ничкосам и веднага ќе пцој за... Дрži го! Бега! Фати го! Дрži го, бе! Фати го! Го пратиле дедо во болница, го пратиле дедо на клиника, доктори да го изедат, крвта бре да му ја проверат. Еј бре, лош дедо бре, еј бре, лош дедо бре, ете го дедо кај иде, ете го дедо насмејан, полна торба со лекови, лекови се на рецепти. Еј бре, лош дедо бре, еј бре, кутар дедо бре, еј бре, отиде бре. Слушај, ваму, Геле. Слушам, вујче. А бре, Геле, теле. Колку пати сум ти рекол на работа да не ме викаш вујче, а? И извини, вујче. Дожда. Добро, вујче. Слушај. Слушам, да. Слушај се. Ајде. Слушај убаво. Ќе одиш од канцеларија до канцеларија. Ај повтори. Ке одам од канцеларија до канцеларија. Кај син ми. Кај син ми. Не кај син ти, бе, кретену. Кај син ми. Добро. Кај син ти. Кај ќерка ми. Кај ќерка ти. Па кај жена ми. Па кај жена ти. Кај брат ми. Кај брат ти. Кај сестра ми. Кај сестра ти. Кај зет ми и баџанак ми. Кај зет ти и баџанак ти. Кај стрико ми Јоле. Кај стрико ти Јоле. Кај тетин ми Коле. Кај тетин ти Коле.
Кај кумот целе и кај сватот веле. Кај кумот целе и кај сватот веле. На сите ним ќе им кажеш вака. Слушај ме добро. Слушам, Вујче. Добро, се извинувам. Ако случајно дојде некој новинар или некој инспектор, Да? и ако почнат да прашуваат дали во оваа организација има појави на непотизам, сите до еден да одговорат нема. Јасно? Јасно, Вујче. Кај нас непотизам нема. No, señor. No, señor. Ей, ало, ей. Мила мајчица. Абе, доста, не плаши се, господине, не плаши се, не сум крадец. Не си крадец? Не, Ами што си? јас сум кодош. Кодош? Пште, од нешто мора да се живее. Жити мајка. Ами? Па што не живееш како си од нормален свет, бе? Нормален надвор или нормален овде во Македонија? Овде? Што ми е мене гајде за надвор? Што е свето, а? Еве, господине, знаете ли како би изгледала тајната вечера овде во Македонија, а? Како? Види се вака, 10 људи и само еден апостол. Ја, а 12-тиот Исус, така? Аш го нема. Како е тоа, аж го нема? Така, Исуса би го распнале уште пред да биде обвинет. Боже, што не ќе сретне човек денес на улица. Господи Боже. Извини, а чиј кодош си ако не е тајна? Ничи. Како? Ничи. Така бе, јас сум свој кодош. Значи кодош професионалец. 100%. Во состојба сум да ја кодошам и собствената жена. Ако низиниот швалер ми плати, да му јаувам што прави навечер со мене. Господе, го слушаш ли некрстениот? Абе ти нормален си? Па, види сега, господине, за нормален не сум нормален, ама затоа никој не може да ми префрли дека не сум професионалец. Значи? Па, ме земате или не ме земате? Зашто да те земаме за жена? Не бе, да кодошам за вас. Да кодоши за мене? Кого? Кого сакате, бе? Кого сакате? Ке ви кажам се. Кај оди, со кого оди, зошто оди, кај јаде, кај пие, кај моча, кај... Значи, се, а? Се. Од А до Ш, господине. Ке ви кажам што мисли народот за власта. Баш ме заболе да ти кажам право. Ти ви кажам што мисли власта за народот. Тоа ги заболе тие што се на власт. Ке ви кажам што мисли една партија за друга партија. Не ме интересира, брат. Јас сум надвор. Надвор од Македонија? Не, надвор од партиите. Тогаш ке ви кажам нешто пикантно за вашите највисоки раководители. Не ме интересира, бе. Јас сум надвор и од политиката. А нешто шокантно за мафијата? Надвор сум и од мафијата. А нешто скандалозно за полицијата? За среќа, надвор сум и од полицијата. А да ви кажам како живеат стечајците во Македонија? Абе, губи се кретено еден. Губи се ни за еден. Кај си видел ти стечајци што живеат, а? Не доверувајте му се премногу на срцето, зашто 100% ќе ве отчука. Народе,
Нема место за песимизам. Сите се зафатени. Од страв да не ме снимаат што зборувам, јас веќе не водам ни внатрешен монолог. Од каде ќе знаевме дека Јуда ги предал апостолите, ако и него не го отчукал некој кодош? Некогаш човек на човека му беше волк. Сега му е тастер. Душо, Да, срце, слушам. око мое, Бандебе? што е раче мое? Па, ајде, пред да ми ги наброиш сите мои органи, кажи веќе една што имаш да ми кажеш. Ме сакаш? Како ти е тоа прашање? Љубовно? Ме сакаш? Зошто? Маро, не кревај ми го адреналинот. Те прашав нешто конкретно. Добро бе, полека, смири ги хормоните. Зошто да ти кажам дали те сакам? Затоа што имам една понуда, Маро. Каква понуда? Прво ти кажи ми дали ме сакаш, а потоа јас ќе ти кажам каква понуда. Аха, добро. Еве, те сакам. Ај сега кажи ми ја понудата. Маро, среќо моја, дали би сакала да се омажиш за мене, а? Па, ова сега зависи Ја, а од што зависи? од ова. Од ова, а што е ова? Пристапница. Пристапница за во партија? Не бе, злато. Брачна пристапница. Леле, и што треба да правам со неа? Па да ја пополниш и да ја подпишеш. Ама, зошто? Добро, ако не сакаш да се омажам за тебе, не мораш. Сакам. Е, тогаш слушај. Јас ке ти читам, а ти ке одговараш. Брачна состојба, разведен, ерген или вдовец. Па знаеш бе, Маро, дека сум ерген. А ништо не знам јас. Не. Верско определување, православен, муслиман, католик, јеховист или будист. Атеист. Државјанство, националност. Знаеш бе, Маро. Бе, не знам. Македонец. Плата. Македонска. Ова, мислам, 200 евра. 200 евра. Жими тебе 200 евра? Не. Повторувај по мене. Се колнам.
дека Мара е единствената Дека Мара е единствената. на која и припаѓам. Денес, утре и довека. Денес, утре и довека. Е, така. Ајде сега подпиши. Зошто? Абе, ти мислиш дека Мара е наивна како политичкине партии во Македонија? Прво, кога си никој и ништо, ќе почнеш со една, а потоа ќе ти понудат подобри услови, па ќе се префрлиш во друга. Ама Маро! Нема ама. Не дај Боже да се омрсиш кај друга партија. Па веднага ти го сечам. Не сте дели, жено мори, не сте крви. И без тоа, мила жено, живот врви. Ми гезене, жено, сите пари. Жено, моите стари. Ни на болни куќа леле твоја рода. Кој од кој вре, жено мори луки вода. Те однесо, жено, јас пред олтар. А ти ме направи скапан голтар. Нека стане обвинетиот. Да, Име и презиме? Миле Махер. Каде сте роден? Тука, А што сте по професија? директор. Каква е таа професија? Многу убава. Не се сомневам. Бидејќи сте обвинет дека за време на своето директорување сте направиле 1500 страници кривични дела. Јас сум направил 1500 страници кривични дела. Сигурно не сум направил јас. Дали се чувствувате виновен? Не, слабен суде. Ми ги подметна. Што ви подметна? Се ми подметна. Значи, вие негирате за се што ве товари обвинението, а? Нормално. Јас сум овде само една кутра и невина жртва. Вистина. Па тогаш, што барате овде, господине Махер? И јас се чудам, господине судија. Пишете, на прашањето дали обвинетиот се чувствува виновен, тој рече дека ги негира сите наводи на обвинението, точка. Така е, господине судија. Јас целосно ги негирам сите наоди на обвинението затоа што се ама баш се ми е подметнато. Да. Овде имам една фактура на износ од 300.000 евра. Се надевам дека и вие добивте фотокопија за ова, нели? Да. Погледнете убаво. Ја погледнав. И чиј е подписот? Подписот е мој, но фактурата ми е подметната. Кој ви ја подметна? Па се знае кој? Моите душмани. Тогаш мора да имате многу душмани, зашто вакви фактури има цел еден куп. Сите ми се подметнати. Во една од вашите фиоки на работа
Најдени се 2 девизни книжки од странски банки. И тие ми се подметнати. А пожарот во вашата канцеларија? И него ми го подметна. Ма кој ви го подметнал, господине Махер? Ами се знае кој? Пироманите. Нив треба да ги апсите и да ги судите, а не мене. А 3 куќи, господине Махер? А? И нив да не ви ги подметна? Ви гарантирам со глава. Јас со моите куќи 3 немам никаква врска. Кога сите гласат на ваше име? Ама и името ми го подметна. Што? Чекајте, кој ви дозволи вас да се смеете? Ама, дајте, господине Махер, бидете сериозен. Па кој можел да ви го подметне името? Па се знае кој да им го турам. Кумовите. Sean Connery, Roger Moore, Christopher Reeve, Clint Eastwood, Mastroianni, Alberto Sordi, Mickey Rourke, Woody Allen, Marilyn Monroe, Kim Basinger, Clark Gable, and Rocco Welch, Ice MC. Играм! Кај што има толку заговори, не очекувајте успешни преговори. Боже, каква куќа имаш, Петкано. Па може да ти поздравите дури и некои наши политичари. Ти се допаѓа? Па ја ке паднам во несвест. Еве. Види. Што се смееш, Моричантос? Сигурно си добила на лото. Ама не. Не играм лото, Стефке. А знам, ти умрел некој богат вујко во Америка. А немам вујко, имам тетка. А така, значи ти умрела тетка. Ма никој не умрел, Стефке. Сите сме живи и здрави. Леле, под кај ти е дворецов? Дар Божји. А, дар Божји. Да, Златна. Се што гледаш околу себе е дар Божји. Леле, а оние чудеси што ги видов натре? Па и тие се дар Божји. Сигурно имаш и количе. Да, имам количе. Го викаат мечка. Мечка. А па ти смеј се колку сакаш, само немој да ми речеш дека и мечката ти е дар Божи. Па што направам, Мористевке? Дар Божји е. Чекај ма, што си му ти на Господа? Внука од сестра? Видја, што се чепаш? Јас секој ден му палам свеќа. Му носам по едно шише масло. Клечам на коленици и го молам: амам бре Боже, дај капни една капка среќа, колку да куртувам од сиромаштијава. Ама ништо. Господ Бог не ме запи ни за жива. Будала се роди, Стефке. Будала и ке си умреш. Па јас овие Божји дарови не ги добив од оној Бог што е горе, на небо. Ги добив од еден Бог на земјата, Стефке. Откако на еден светец му реков дека е жив ѓавол, си го видов Господа.
Јас не верувам во ниедна религија што ми ја проповедаат партиските богови. Бидејќи не можеа да стигнат во царството небесно, тие си направија царство земно. Доста не лажете со задгробен живот. Јас веќе не верувам ни во предгробниот. Цел живот да ги чекаш своите 5 минути. Тоа можат само македонците. Простете, молам, не ве видов. Нешто. Еј, Лазе бе? Молам? Лазе бе, ти си, што си ваков никаков копцојсано куче да ми простиш? Леле, батко, добро што те сретнам, батко. Што се случило? Леле, помагај, батко, отидов јабана. Де бе? Жими тебе, батко. Ако не ми помогнеш, ке ме јадат црви. Ело да те гуштам. Добро, те не гуштам. претерувај, Лазе, не гледаат, ајде, кажи, во што е проблемот? Готово, батко, готово, крај. Пиши ми крст. Ело да те гуштам. Доста сега, ајде, седни тука, седни. Така е. Кажи ми ти сега, како можам да ти помогнам? Еми, како можеш, батко? Ти и Господ? До Господа тешко се стигнува, а и знаеш добро како да ти е работи, нели? Да, знам, батко, знам. Ама ти си бил во министерството, така ми рече Гиго. Да, точно ти кажал, Гиго, во министерството сум. Леле, батко, помагај жити пријателството што го имаме. Види, доста чекай, види, ако е до мене, ич да не береш гајле. Да те гуштам, батко. Доста, бре. Доста ме гушкаш. Слушај, ти помисла дека сме настрани. Ајде сега, кажи полека, кажи го твојот проблем. Види, батко, чекам дозвола. 3 години ја чекам, батко, само за еден подпис. Да. Го видов документов, мислам. Да, го виде? Да. Документов беше таму меѓу проблематичните. Не меѓу проблематични. Да. Леле, батко, слушај, батко, протуркај го некако жити се најмило. Не можам, Лазе. Има таму еден кербер, директно ми е предпоставен. Каков е? Тежок како судбина. Родена мајка не пушта. Леле, батко, а мичаре? Мичаре се знае, да му ги затвориме очите. Тежок е, велиш, тежок. Да го сонуваш, уплав ќе те фати. Ама, за среќа, е лаком. Многу е лаком, батко. Па сега види, без 5000 не проаѓаш. 5000 денари, нема проблем, бе, батко, веднаш ке ти дадам. Ти, арен си? Арен. 5000 евра. Мајчите, 5000. Жал ми е, за помалку ни роден брат не пушта. Добро, батко, види, мислам полека, ќе присоберам некако, ќе присоберам. Да те прашам, меѓуна, како да му ги дадам? Слушај,
Patko, da ne me prijavi za potkup. Ne griješi se, Laze, ja s kim gi dadam vo najgolema diskrecija. I slušaj vamo, nemoj da si izusnal nekade zašto siteke zaglavi me. Dobro, samo sekunda, čekaj, počekaj, 2 sekunde, evo, ja moćem kako grobotko. Ajde, čekaj, do doma, ajde. Vidi, tukaj je 300, 800, 300, 5, batko, evo, haj se, javi se. Ajde, to nisam ako nastavljam. Alo, zdravo šefe. Što napravi? Gotovo. Koliko uzele? Pa, koliko što mi reče ti, šefe? 1000 evra. Bravo. Što ti znači da se najdeš na vistinskom mesta. A ti znaješ kako je dogovorat, ne li? Znam be, šefe, od sve što ke donesam, 10% je moje. Pa, zadovoljen li si? Sekva večer ke ti palam sveća, šefe. Mi pali sveća zoštove? Mu se molam na gospoda, šefe, da te požive ušte 100 godini, zašto bez tebe ja sam, šefe, nikoj i ništo. Ej, cico me, more some, kako stana kapitale, a potpišu vaš sopalec, kako stana tolku Boga, da si glavat il si noga, ja voli si tome roga. A mi jaska što ga prava, vodolgovi si se dava. Ako imam pravče slava, džabe tome ja se truda. Seka noć od strance buda i do zori si se čuda. Ajde kaži što se sluči, kako može tome some, ti da bideš kapitalec, a potpišu vaš sopalec. Dobar den, bi sakal da prašam, Prašajde. da li je imate knjigata Aleksandar Makedonski, najgolemiот vojskovodec na makedonskiot narod? Da. Го гледате оној штамп таму? Da? Таму пишува историска литература. Aha, znači da go baram vo istorijskata literatura. Не, малку понатаму ќе видите подбајки. A da li imate nešto za privatizacijata vo Makedonija? Како не? Аха. Повелете, само повелете. На штандот за криминалистичка литература.
А Македонија и соседите? Веднаш зад вас, на третата полица, пишува воена литература. А да не имате нешто за нашата дипломатија во светот? Имаме, како не. Одете до крајот, одете. Пишува таму. Комедии. Леле, а нешто за нашата парламентарна демократија? Има. Повелете на штандот за религиозна литература. Извинете, зошто религиозна? Затоа што кому и да му го спомнат нашиот парламент, веднаш почнува да се крсти. Да. Чувај не, Господе, од полошо. А да ве прашам. Да? Да не имате случајно книгата Македонија, Калифорнија на Балканот? Се разбира. Браво. Таа е на полицата, кај што пишува научна фантастика. Неверојатно. А некоја книга во која се опишани нашите шанси за влез во ЕУ и во НАТО? Повелете на одделот за драмска литература. За драмска литература? Да. Видете таму под трагедија. Ода на глупоста. Денес нема поголема сласт отколку да си на власт. Низ целиот свет си акаш, си правиш што си сакаш. Купови полтрони си имаш, децата по протокол ги примаш. Си цицаш од државна боска, на народот му фрлаш коска. Историски победи си редиш, колку сите заедно ти вредиш. Поданиците во тебе се колнат, сите вести со тебе ги полнат. А кога ќе ми ти дојде крајот, ќе одиш директно во рајот. Во саркофаг ќе лежиш врамен, ќе те пикнат под огромен камен. А зошто? На крајот ќе сватиш да не можеш назад да се вратиш. Ајде, следниот нека влезе. Извинете, докторке, може ние двајцата? Не, само еден по еден. Ама ние сме заедно. Добро. Ајде, влезете. Благодарам што не примивте, докторке. Каде е другиот? Кој друг? Па нели рековте дека сте двајца? А, тој. Тука е. Каде тука? Во мене. Слушајте, ако само помислам дека сте вулгарен, ќе ве истерам од ординацијава. Боже, па што си помисливте вие, докторке, кога реков во мене? Јас не мислев на тоа што мислите вие, туку... Туку на мојот двојник. Двојник? Да, јас сум филантроп, мизантроп. Филантроп, мизантроп? Невозможно. Зошто невозможно? Затоа што таков антагонизам не е забележан во аналите на медицината. Или човек е филантроп, или е мизантроп. Значи, вие си вообразувате. Ама какво вообразување, докторке? Мислите дека јас сакам да сум филантроп, мизантроп? Се мразам себе си. Значи, сепак сте само мизантроп. Не сум. Јас се мразам себе си, но затоа пак ги сакам сите луѓе на овој и на оној свет.
A na koji ljude mislite, gospodine? Ja sam Micko, a to je vo mene Icko. Ma ne mi kažavte na koji ljude mislite. Ne site, be, doktorke, ne site. Gi sakam indijancite, gi sakam kinezite, gi sakam crncite, albancite, grcite, bugarite, srbite, pa duri gi sakam i makedoncite. Znači, sepak ste filantrop. Ne sum. Gi mrazam ženami, decata, rodninite, prijateljite, komšijite, kolegite, pretpostavenite, političarite, policajcite, inkasatorite, trgovcite. Neverojatno. Ova je neverojatno. Pa kako možete da gi sakate onije što nikogaš ne ste gi vidjeli vo životu, a da gi mrazite onije so koji što se kojdnevno se srećavate ili pak vašite najbliski? Mnogo jednostavno, be, doktorke. Tije što nisam gi sretnal nikoga svoj život, ne mi napravile ništo lošo. A ovi drugive, sekoj den mi ih jadat džigerite. Prostete, no ja stuka so ništo ne možem da vi pomognem. Možete, doktorke. Dajte mi injekcija. Kakva injekcija? Za eutanazija. Što? Da ve usmrtam? Pa vi ste lud. Ma ne mene, doktorke. A mi kogo? Da ga ubijeme jedni od dvojnik vo mene. Znači mizantropot. Ne, doktorke, filantropot. Za mizantropot kaj nas sekogaš ke se najde lepče. Ako filantrop samo onoj što mnogu gi saka ludjeto, togaž najgolemi filantropi bi bile kanibalite. Posto je sigurno deka kaj nas već je ništo ne sigurno. Nije, Makedoncite razmisluvame kako Eden, kako liderot. Знаете защо го направя овој заплет? За да дојдат до расплет. Не е точно дека животот е трагедија. Нашите лидери го претворија во урнебесна комедија.
Душо, што е, Душо? Што се случило? Ништо. Ништо? Па зошто тогаш вака воздивнуваш длабоко и несрекно, Душо? Имам некој свој проблем. Како? Како тоа имаш свој проблем? Боже, Спиро, што ти е тебе, човеку? Како да немам право да имам свој проблем? Па немаш да ми простиш. Право на свој проблем имаше додека беше девојка. Жити све крва ми. Жими тешта ми. Откако ќе влезеш во брак, твојот проблем станува и мој проблем, односно наш проблем, Душо. Абе, ти здрав си? Како си го замислуваш тоа? Така и јас си го замислувам многу логично. Во бракот нема моje дете, има наше дете. Нема мој стан, има наш стан. Нема моја кола, има наша кола. Нема мој пари, има наши пари. Нормално. Па ако е нормално, тогаш ќе си го поделиш тој твој проблем со мене, Душо. Зошто, Жими, Господа, ќе те вратам кај мајка ти, така да знаеш. Значи, кажи. Те молам, разбери ме, не можам. Не можеш или не сакаш, Душо? Кога се сака, се може. Не можа. Не е етички. Добро, дозволи ми јас да оценам што е етички, а што не е. Значи, да чујам? Значи, вака. Кажи. Не може би готово, не може. Не можеш, а? Не може. Па ако сакаш, отепај ме. Добро. Тогаш, собери си ги парталите и да те нема од мојот живот. Слушај сега, слушај. Јас само сакам да ти помогнам. Знаеш, кога товарот го носат двајца, два пати е полесен од кога го носи еден. Знам, Душо, но... Нема но. Ти реков, во бракот нема твој и мој. Се е наше, Душо. Добро. Добро. Тогаш морам да ти кажам дека ние двајца сме бремени. Молам, како бремени? Па бремени, Душо. И тоа во третиот месец. Леле. Добро, кажи како се случило тоа, жено? Бране. Кој Бране? Па, овој Бране, нашиот швалер, не чуваше. Леле, што ќе правиме сега, жено? Што ќе правиме сега? Се знае што сега ќе треба или да го чистиме, или да го раѓаме. Леле Боже, каква цверка! Каква цверка беше верка! Сите мажи цело село учеа на тоа тело. Трудна жена беше вера, леле трудна, прекумера, цела ноќна седенка, 10 души леденка. Трудна жена беше вера, секој маж изеде мера, цела ноќна седенка, 10 души леденка.
da kaj će odi, čije dete će se rodi. Kogo će go fati grevot, do guša i stasa u me vod. Si te maži celo selo, vežba na to a telo. Trudna žena beše vera, ne trudna prekumera, cela noćna sedenka, celo selo redenka. Trudna žena beše vera, se koji maži zedemera, cela noćna sedenka, celo nato redenka, celo nato redenka, celo nato redenka, celo nato redenka. Zdravo, Sekula. A bre, kakvo zdravo, be, piši nezdravo. A mambe, zašto nezdravo? Zato što u posljedno vreme kaj nas se nezdravo. Kako da ne, sve bilo nezdravo. Eve, ja ti nabrojuvam, a tamo kaj što ke zgrešam, ti vednaš prekini me, važi? Važi. Ajde da vidim. Pa slušaj, nezdrav je svetot vo koji živeme. Dobro. Nezdrav je vozduhot što go dišeme. Dobro. Nezdrava je vodata što ja pijeme. Dobro. Nezdrava je hranata što ja konsumirame. Dobro. Nezdravo nije školstvo to. Dobro. Nezdravo nije zdravstvo to. Dobro. Nezdravo nije sudstvo to. Dobro. Nezdravi ni se komunalnite službi. Dobro. Nezdravi ni se učesnici cevo saobraćaja. Dobro. Nezdravi ni se sosedite. Dobro. Nezdravi ni se političarite što gi birav me. Dobro. A najnezdraviji od sesme nije što celi od život među sebe se jademe. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели. И сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.